Завршија пролетните средби во Вашингтон на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Светската економија забавува, владите пред голем предизвик. Предходно под радарот на македонската јавност помина извештајот на мисијата на ММФ за македонската економија. Во најновиот подкаст каде се парите со мене, Горан Теменугов, разговараме за тоа накаде се движи светската, но и македонската економија. Анализата ја правиме со Благица Петрески од Finance Think, со која што исто така разговараме за актуелните економски политики на владата. Гледајте ја новата епизода. Да, како што најавив во подкастов гостинка Благица Петрески од Finance Think. Добре дојде. Добре, најдов ви благодарам на поканата. Значи, ММФ, пролетните средби во Вашингтон ќе ни бидат, ММФ и Светска банка ќе ни бидат главна тема, но исто така посетата и на присуството на македонската делегација, како од Министерство за финансии, така и од Народна банка, но исто така извештајот што го имаше мисијата на ММФ за македонската економија. Тоа мислам дека беше некаде на крајот на март, почетокот на април, ако не се лажам, почетокот на април. Да, малце нешто дневно пообработивме, но мислам дека остана под радарот на македонската јавност ова прашање, бидејќи имаше сериозни предупредувања ако немаме фискална консолидација дека може да во скора иднина да имаме малце непријатни економски случувања, а посебно предупредија на порастот на инфлацијата, но уште на нешто многу поважно, на растот на јавниот долг, колку што чинам предупредија дека заради оваа криза ќе расте некаде околу 4,4% јавниот долг, буџетскиот дефицит се извинувам во однос на бруто домашниот производ. Тоа ќе биде сериозно зголемување од 0,9% поени, но тоа е во најлошото сценарио зборуваме. Ако се удри кризата, ако има пролонгирање на кризата, односно не се заврши набрзо, но да не должам многу пред да почнеме со на ММФ во светски рамки што зборуваше и Светската банка и во однос на Македонија, нешто во јавноста подолго време, односно од самиот почеток на кризата се постава прашањето дали се преземени адекватни мерки и не само адекватни мерки, туку навремени, бидејќи од безмалце од првиот момент на кризата има некаков пресинг во јавноста дека треба да се преземат мерки. Се преземаа навремено, дали треба да се испукаат сите мерки на почеток, една експертско мислење на она што се случува во јавноста. Така, ви благодарам Теменугов, секојаш е задоволство да се дискутира во вашиот подкаст. Пред да ви одговорам директно на вашето прашање дали беа навремени и каков тип на мерки беа потребни во оваа фаза, на почеток да објасниме што значи овој шок за нашата економија. Значи, ова представува глобален шок кој што ни доаѓа од страната на понудата. Тоа значи дека ние не можеме да го избегнеме шокот. Ние единствено што може да направиме е да го амортизираме шокот. Во моментот и на почеток на кризата беа воведени еден пакет или еден сет на мерки кои што значеа повластена стапка на ДДВ за енергенсите, понатаму беше интервенирано во делот на акцизата, беа направени некои договори со ОКТА, сето тоа беше во насока да се амортизира шокот од зголемување на цената на енергенсите и се со цел да се сопре на некој начин или во најблага форма колку што може да не се пренесе веднаш шокот врз вкупната инфлација. Меѓутоа, ако гледаме пошироко, на каков начин, за да имаме стапка на инфлација, да имаме шок кој што веднаш ќе се прелее врз стапката на инфлација, тоа се одредени фази кои што и вие ги нарековте. Најпрво, цената на енергенсите е регулирана цена. Тоа значи дека нема веднаш шокот штом ќе настане да биде прелеан врз вкупната економија, туку имаме прво одредување на цената, што значи дека регулаторна комисија ќе ја регулира, понатаму колкав е уделот на вкупните енергенси во вкупната потрошувачка е значаен, истиот удел е релативно мал и дури потоа следат сите оние преносни ефекти кои што значат ефект врз вкупната инфлација. Според нашите првични проекции, 10% раст на цената на енергенсите и на нафтата ќе се зголеми за 0,1% поен, ќе влијае врз вкупната инфлација. Ова е на краток рок, односно ако цените на енергенсите бидат во краток рок на повисоко ниво, што значи дека ефектите се мали на краток рок. Меѓутоа не значи дека на долг рок истите не
не би и биле позначителни, што тоа го покажуваат и сценаријата за кои би дискутирале подоцна. Тоа значи дека на почеток, кога инфлацијата, кога шокот настана, има одреден временски бафер од моментот на настанување до моментот на целосно прелевање врз економијата. Тоа значи од тој аспект мерките не беа закаснети, се делуваше во рамки на оној бафер кој што владата го имаше за да делува на намалување на и амортизирање на овој шок. Меѓутоа, вториот аспект кој што не беше многу дискутиран е дали беа мерките навремено комуницирани. Од овој аспект сметам дека мерките беа закаснети. Односно, комуникацијата на мерките беше закаснета. Зошто? Затоа што, како што и самите вие напоменавте, непосредно штом шокот настана, веднаш настана форма на паника во јавноста особено, каде што беа дискутирани апокалиптични сценарија дека веднаш се потребни тешка артилерија на мерки кои што треба да бидат воведени се со цел шокот да биде амортизиран, да бидат спасени компании, да бидат спасени понатамошни ефекти. Тука сметам дека на таков начин на дискусија во јавноста исклучително се влијае врз инфлацијските очекувања и тука владата можеби требаше многу поскоро да излезе со конкретен план на во која фаза какви мерки ќе бидат преземени. Затоа што тоа ќе делува смирувачки на вкупната јавност, особено ќе делува смирувачки на бизнис секторот, се со цел да се знае кој е расположливиот прво сет на мерки и второ во кои услови кој сет на мерки би биле активирани. Затоа што не значи дека ние на почеток на кризата треба да ги искористиме сите форми на мерки и да делуваме на секој начин. Меѓутоа треба да имаме јасен план. Треба да имаме јасен план дека ако кризата се задржи на ова ниво, нема да интервенираме до тој и тој момент. Доколку кризата ескалира и доколку цените продолжат, ние ќе делуваме со овие форми на механизми. Ако кризата се продлабочи, ќе бидат активирани ваква форма. И тоа ќе даде простор од една страна на владата да подготви поиздржан сет на мерки за да не бидат линеарни, како што се и во моментов, а од друга страна ќе делува смирувачки на јавноста дека сепак постојат сет на мерки кои што може да бидат активирани. Спомнавме различен тип на мерки, сега линеарни се спроведуваат, но ќе зборуваме конкретно на подкастот за оние таргетирани мерки. Мене многу ми е интересно во подкастов да зборувам за таквите таргетирани мерки, бидејќи мислам дека дел од јавноста е запознаена, ама поголемиот дел од јавноста не е запознаена со тие мерки. Но ќе останам уште малце на дневната политика од аспект на тоа. Добивам впечаток, еве вака со претходниот одговор кога зборувавте, некако како владата да се обидува со своите мерки и се уште се обидува да не ги намали цените на нафтените деривати премногу, ако ги употреби онаа тешка артилерија што ја спомнавте, туку да ја држи цената на нафтените деривати која ќе биде ајде да речеме поконкурентна од регионот. Значи со мерките точно ги балансира да бидеме со цената на нафтените деривати под на горивата, значи под регионот, односно да бидеме поевтини на некој начин, но не драстично поевтини, бидејќи ако употреби поголем сет на мерки, дефинитивно може да се намали, на пример, од сегашните 94 денари за дизел или 80,5 за БС 95, да се намалат уште, ајде да речеме, за 5-6 денари, без проблем би можело со поширок сет на мерки. Но како да не сака тука, односно си држи една фаза каде што викан ќе бидеме поевтини од регионот, но нема да одиме подоле, бидејќи тоа ќе значи и фискални последици врз буџетот, односно треба да се издржи, да се имаат мерки за војнина ако се пролонгира. Видете, овој тип на мерки апсолутно треба да бидат сватени како времени мерки. Ние не можеме на долг рок да интервенираме со мерки затоа што прво се креира вештачка цена, каде што се можеби ќе се стимулира и повеќе побарувачка во однос на она што реално би била побарувачката, што е спротивно на сите препораки кои што се даваат и од меѓународниот фонд и од сите меѓународни организации кои што се занимаваат на темата и експерти. Меѓутоа исто така мора да водиме сметка
сметка и за фискалниот простор, каде што ние во моментот веќе немаме луксус за да воведуваме ниту огромни пакети, ниту пакети кои што ќе траат многу долг временски период. И затоа сметам дека дури во оваа фаза и овие мерки се соодветни. Значи ние не би требало да одиме поекспанзивно од аспект на мерки затоа што неизвестноста постои во моментот и ние не знаеме колку време неизвестноста ќе трае и не можеме на почеток да ги искористиме сите форми на мерки кои траат. Но во секој случај мерките треба да бидат времени и во овој момент веќе треба да се размислува ако понатаму кризата потрае или потенцијално ескалира, да се развиваат веќе таргетирани мерки кои се следна фаза. Следна фаза. Сега доаѓаме до оноа, сепак ние граѓаните сме многу уплашени од инфлацијата, посебно од порастот на цените на храната, бидејќи храната учествува на пример во просечно семејство, не зборувам кај побогатите, со 40% од 30 до 40, 35 до 40% од потрошувачката, може и повеќе. Кај посиромашните поголем дел е учеството, кај побогатите тоа се намалува. Многу сме осетливи на инфлација. Дали треба многу да се плашиме, бидејќи еве статистика излезе за мартовската бројка за инфлација, гледаме дека имаме зголемување 4,9 на годишно ниво, но лани имавме на вистина оние кошничките рамазански и великденска, каде што имавме и тоа обемна со замрзнати маржи и цени, значи на 1100 производи, мислам дека беа сериозно замрзнување. Сакам да ве прашам тука дали толку голем страф треба да имаме околу инфлацијата, бидејќи сепак во споредба со февруари забрзувањето кај храната беше минимално, односно ајде да речеме околу 0,4-0,5%. Видете, стравот кој што постои кај граѓаните е многу нормална реакција на било кој еден граѓанин, затоа што меморијата е многу свежа. Ние во изминатите 3 години имавме после децениски период на стабилна инфлација, период на подолг временски период каде што инфлацијата беше на високо и еве се уште и минатата година беше потешкотија, еден од клучните предизвици да биде менаџирана. Цела година зборевме за инфлација. Така што чувството на граѓаните дека кога и да одат во продавница се соочуваат со високи цени на производите, го оправдува и стравот кога ќе се спомене инфлација и кога ќе се споменат нови шокови. Меѓутоа, ако ги гледаме статистичките податоци, ќе забележиме дека, како што и вие споменавте, во периодот во месец март, во однос на претходниот месец, инфлацијата порасна за 0,7%, а на годишно ниво 4,9%. Но ние треба да водиме сметка дека ланската основа на годишното ниво беше многу ниска, токму заради замрзнатите маржи. Но она што треба во моментот да го следиме е каква ќе биде динамиката на месечно ниво. На месечно ниво динамиката е целосно во линија со нашите проекции дека овој шок на краток рок, иако се задржи на краток рок од 1 до 3 месеци, ефектот ќе биде благ и умерен, односно 0,1% поен на секој 10% пораст на инфлацијата. Но ние имавме на нафтените три сценарија на нафтените деривати. Имавме симулации во изминатиот период и анализа каде што имаме 3 сценарија зависно од тоа колку долго ќе биде овој шок и колкав ќе биде интензитетот, и во трите сценарија ние годината ќе ја завршиме со повисоко ниво во однос на иницијалното ниво, односно корекцијата ние од 2,7 на 3,5% дека ќе имаме пораст. Меѓутоа, сценаријата на движење на инфлацијата се од 3,5% она кое што е основното сценарио до 8,2% инфлација на крај на годината, ако искусиме шок кој што е од долг период и шок кој што значи прелевање врз вкупната економија. Што можеме да извлечеме како круцијално, кои сценарија ги имаше во Вашингтон од страна на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка? Да, актуелни се во моментот пролетните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Тоа е еден од клучните економски зборови кои што може да во текот на годината се случуваат 2 пати годишно, и клучната препорака која што е од овие препораки е дека ние влегуваме во нова глобална неизвестност. Нажалост, неизвестност која што доаѓа после серија на кризи. Прво беше глобалната ковид криза,
понатаму беше енергетската криза за Европската унија која беше сериозно погодена и во моментот кога за 2026 година вкупните проекции на глобално ниво беа дека глобалната економија веќе е стабилизирана, очекуваме незина ревитализација и забрзување на растот, нас ни се случува нов глобален шок кој што значи одново ревидирање на вкупната проекција на растот, па глобалниот раст беше ревидиран надолно на 3,1%, меѓутоа и севкупно генерално поголем дел од економиите има надолна ревизија на растот и на овие средби беше недвосмислено кажано дека постојат ризици од повисока инфлација и ризици од надолен раст. При тоа беа дизајнирани 3 сценарија. Во основното сценарио кое што е дизајнирано е дека овој глобален шок ќе биде од краткотрајна природа, односно ќе биде до крај на до половината на годината и потоа ќе имаме деескалација на проблемот, при што во овој основно сценарио глобалниот раст се намалува на околу 3,1%, а инфлацијата расте на глобално ниво на 4,4%, што значи дека ова сценарио е исклучително од времен карактер. Второто сценарио, кое што е неповолно сценарио, предпоставува дека време траењето на овој шок ќе потрае во текот на годината и ќе има прелевање веќе на шокот и на останатите аспекти во економијата, односно дека ќе има поширок ефект врз вкупните цени, односно инфлацијата, меѓутоа исто така дека ќе се прелее и врз финансиските пазари, што значи дека финансиските пазари веќе ќе станат позатегнати условите, каматните стапки ќе бидат повисоки затоа што монетарните политики ќе бидат порестриктивни и во ова сценарио веќе глобалниот раст се намалува на 2,5%, а инфлацијата расте над 5%, што значи дека во ова сценарио имаме и предвидени канали на пренос на шокот врз вкупната економија и кај екстремното сценарио значи дека ќе настанат системски нарушувања. Системски и структурни нарушувања, што значи дека освен што шокот нема да се смири во тек на оваа година, веќе и ќе имаме и нарушени синџири на снабдување, ќе имаме можеби и посериозни недостиг на енергенси и овој шок во екстремното сценарио е веќе сериозен, каде што бруто домашниот производ дополнително се намалува на 2%, а инфлацијата е проектирана на 6%, што е исклучително неповолно сценарио, каде што има вкупни структурни ефекти врз глобалната економија и врз и конкурентноста и продуктивноста, меѓутоа и подолгорочни ефекти, така што оваа криза е навистина неизвестна, не треба да бидеме комфорни од оваа криза и треба да водиме сметка не само каков е моменталниот шок, туку какви ќе бидат подолгорочните последици. Пред да одиме на првата пауза за нашите пријатели, морам едно прашање, иако е неблагодарно оваа прашање, бидејќи секогаш неблагодарни се прашањата за предвидувања, што очекувате, ќе се смири до јуни или ќе продолжи до крајот на годината или може да стане системско, односно најлошото сценарио според ММФ? Искрено ова прашање не може никој да ви го одговори во моментот, затоа што во изминатата година од она што гледаме што се случува на како се водат глобалните политики. Глобалните политики денес се најавува едно, после 2 недели тоа го видовме со тарифите. Тарифите се воведуваат, настанува инстантен шок кој што ги потресува финансиските пазари, после 2 недели топката се смирува, за денес веќе темата за тарифите целосно да исчезне. Денес имаме некој нов глобален шок, никој не знае до кога овој шок ќе трае, кои се следните играчи кои што ќе влезат и на каков начин ова сценарио ќе заврши. Јас искрено сакам да бидам оптимист и верувам дека разумот на крај ќе преовлада во овие геополитички случувања и ќе завршиме на оно основно сценарио каде што шокот ќе биде од времен карактер и ќе имаме стабилизација во втората половина на годината. Така. Време е за првата пауза за нашите пријатели кои што овозможуваат да се реализира овој подкаст. Останете со нас, се враќаме после кусата пауза.
Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како луп. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, отсега и со нов вкус. Лимон. Кејкап. Ке сакаш уште. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Нека крцка од среќа. Ново! Хепи чоколадо со Смартис. Пробај го денеска. Да, продолжуваме со епизодава. Гостинка Благица Петровски од Finance Things, зборуваме за Меѓународниот монетарен фонд, односно за пролетните средби во Вашингтон на ММФ и Светската банка. Зборувавме за трите сценарија кои што може да се случат во зависност од тоа колку долго ќе трае кризата со Иран, но да продолжиме со нешто што беше исто така истакнато на овие пролетни средби, а тоа е дека Меѓународниот монетарен фонд предупреди дека јавниот долг е висок и дека фискалниот простор е ограничен, но ова важи за во светски рамки, не само за кај нас, туку ова се случува во светски рамки. Според некои податоци во 2029 наместо во 2030 јавниот долг, светскиот јавен долг ќе биде 100% од светскиот бруто домашен производ, што е сериозна бројка. Колку е опасно јавниот долг што сериозно е висок, бидејќи тој влече корени на пример од 2020 од ковид кризата. Некои земји успеа да го анулираат, но најголемите економии, на пример американската, тоа не го направи. Они немаат фискална консолидација, туку имаат напротив растење на нивниот дефицит на 39.000 милиарди, односно сериозна бројка на нивниот јавен долг. Што значи ваквото предупредување на ММФ? Видете, вкупно јавниот долг е сериозна закана, особено затоа што во периоди кога најпрво јавниот долг во однос на 2020 година има тренд на многу забрзување. Значи, вкупните задолжувања кои што следеа за спасување на ковид кризата во на еврозоната, за енергетската криза, а сега и за глобалните шокови кои што ги имавме претходно, војни, војна енергетска, тарифите и сега имаме енергетската. Влијаеше врз забрзување на јавниот долг на глобално ниво и од секој аспект кога јавниот долг забрзува, тоа представува сериозна закана на која што Меѓународниот монетарен фонд исклучително апелира. Зошто е тоа така? Затоа што кога не постои фискална консолидација и кога јавниот долг забрзува, ви се кратат сите оние бафери кои што треба да значат за антициклично делување. Односно, кога бафери кои треба да бидат извор за помагање на економијата кога истата е во рецесија, за помагање на економиите кога настануваат ваква форма на шокови. Кога јавниот долг расте, тоа значи дека вашите долгови се зголемуваат и вие се повеќе средства треба да издвојувате за отплаќање на тие долгови и се доведува до ситуација каде што
секое ново задолжување значи раздолжување на претходните долгови и наместо тие средства да бидат инвестирани во раст, тие средства се инвестираат во отплаќање на стари долгови и затоа глобалниот раст на јавниот долг е опасен, како и домашниот раст на јавниот долг е опасен и треба истиот да биде менеджиран и затоа често се апелира на таа фискална консолидација. Да, нешто спомнавте Европската унија, дека некако како на страна да ја гледаме од сево ова што се случува во Вашингтон, но дефинитивно и Европската унија е голем играч на светскиот пазар. Што може да поврземе случувањата на Европската унија со ММФ, односно колку Европската унија во вакви услови успешно се справува со кризата, бидејќи ако малце подкрекне Европската унија, а пред се Германија кој што повторно има лоши прогнози за незе, тоа ќе значи лошо и за нас како економија. Сосема сте во право. Европската унија во моментот е навистина во незавидна позиција, затоа што во текот на енергетската криза беше најпогодена во однос на останатите глобални играчи и оваа година беше со добра проекција за веќе тоа забавување не само што ќе стопира, туку да има и забрзување на растот. И ако ги гледаме проекциите кои што беа за економијата, иако не беа превисоки, сепак растот беше значеше забрзување во однос на претходните години, но и според онаа дискусија која што ја води Меѓународниот монетарен фонд, доколку шокот не настанеше, проекциите за Европската унија ќе беа во нагорен тренд ревидирани, што не се случи сега. Сега имаме надолна ревизија на проектираниот раст, па така иако во релативна бројка оваа ревизија е мала за 0,2% поени и растот е 1,1% во 2026 година од претходно 1,3%, тоа значи сепак сериозен удар за Европската унија. Она што и вие го споменавте, например, германската економија ревизијата е поголема во однос на овие 0,2% поени. Кај германската економија ревизијата е надолна за 0,3% поени, што значи дека германската економија се очекува да забави повеќе во однос на она што вкупната Европска унија ќе забави и тоа е значајно. Зошто? Затоа што Европската унија е увозник на енергенси. Глобалните случувања, неповолни случувања на пазарот на енергенси ќе ја погодат Европската унија, тоа е едниот аспект. Вториот аспект, веќе се забележуваат сигнали на забавување на приватната потрошувачка, а тоа се неповолни сигнали за вкупните инвестициски инсентивси или намери за инвестирање и така што овие случувања од неколку аспекти ја погодуваат Европската унија. Од една страна го има енергетскиот шок, каде што има пораст на цените, од друга страна ја има намалената побарувачка и намалените изгледи за инвестиции и сето тоа се појавува во период кога Европската унија требаше да има пресврт на трендот на раст на економијата и особено во делот на намалување на инфлацијата. Доколку ваквите шокови секако потраат и се рефлектираат врз Европската унија, тоа од друга страна ќе влијае и врз каква ќе биде монетарната политика. Затоа што иницијалните очекувања беа дека согласно на стабилизацијата, согласно на намалувањето на инфлацијата треба да биде олабавена и монетарната политика. Напротив, ваквите глобални случувања не само што нема да ги намалат референтните каматни стапки, туку се дискутира и можеби и за зголемување на референтните каматни стапки, што пак значи и затегнување вкупно на финансиските пазари и затегнување на условите под кои што ќе бидат достапни средствата за приватните компании. Но овде доаѓаме до онаа клучно прашање, ако се затегне монетарната политика, тоа значи помалце пари во системот, но помалце пари значи помал економски раст. Бидејќи кога се вбризгуваат пари, имаме засилен економски раст, но до овде доаѓаме она што го викаме ние во народски кажано дупло голо.
Ем се стега монетарната политика, нема пари, но нема ни раст, односно парите нема да продуцираат раст, а гледаме дека има надолна корекција на очекувањата. Нели доаѓаме сега во некоја неекономска логика во целава работа, бидејќи ако паѓа бруто домашниот производ, треба да се бризгаат пари за да го подигнат растот. Значи доаѓаме ли малце да не се знае што да се прави во ваква ситуација? Вие сега допирате една од многу непосакуваните состојби во макроекономија. Тоа е ситуација кога макроекономистите треба да изберат помеѓу дали ќе се бориме против инфлацијата и каматните стапки ќе ги растеме затоа што кога ја затегаме монетарната политика, каматните стапки растат и парите стануваат скапи и ние не трошиме и ја буткаме инфлацијата. Тоа е ние се логиката. бориме против инфлацијата или ќе го задржуваме и ќе го подкрепуваме економскиот раст. Тие се апсолутно контрадикторни ситуации и никој клучен носител на политика, дали е тоа гувернер или министер за финанси, не ја посакува оваа ситуација која треба да избере дали треба да ја зачува ниската инфлација и да се бори за ниска инфлација со повисоки каматни стапки или да се задржи повисоко ниво на економски раст, каде што пак економски раст се поттикнува со пониски каматни стапки, со експанзивна политика и монетарна и фискална. Во оваа ситуација точно дека клучните креатори на политиките не само во Македонија, на глобално ниво се најдуваат пред една многу неблагодарна ситуација. Кој трейд-оф ќе го направат? Според макроекономска теорија, секогаш ценовната стабилност е број 1, затоа што ценовната стабилност нуди долгорочна стабилност и нуди здравје на вкупната економија, но да, во моментот глобалната економија е соочена пред оваа дилема и пред оваа одлука. Што мислите, што ќе одбере, на пример, светските големи економии, што ќе одберат, бидејќи од тоа зависи тоа што ќе се случува понатаму, односно зависиме сите ние, и што ќе одбере Македонија? Што мислите, кој пат да се фати? Веќе влегуваме во она што се зборува за Македонија во Вашингтон, кој пораки ги доби од Меѓународниот монетарен фонд и од Светската банка, но исто ќе зборуваме и за артикл 4, односно за поглавието 4 од ММФ извештајот што го има за македонската економија. Ајде, што мислите, што ќе се одбере на светско ниво и што ќе одбере македонската политика? Макроекономски, според макроекономската теорија, сметам дека ценовната стабилност е приоритет. Затоа што многу земји ја имаат воведено како едно од целите на монетарната политика да биде ценовната стабилност и прво се борат за ценовна стабилност, а потоа се борат за GDP, затоа што на долг рок не постои трейд-оф помеѓу овие две макроекономски индикатори. На долг рок, доколку обезбедите ценовна стабилност, ќе има и соодветен раст, така што овој трейд-оф е само на краток рок кој што постои. Јас искрено се надевам дека и ние нема да бидеме соочени пред тој предизвик, дали треба да имаме инфлација или треба да имаме или треба да го поттикнеме економскиот раст, но во секој случај и на двете страни, и на монетарната политика и на фискалната политика, предпазливоста е многу клучна, затоа што ако гледаме децениски наназад, нема влада која што не е настроена на дискрециони политики. Без разлика што вие знаете дека немате фискален простор, без разлика што вие знаете дека намалувањето на инфлацијата е сериозен предизвик, сепак дискреционите политики за пораст на минимална плата, пораст на пензии се тука. Не секогаш макроекономската логика е оправдана во политиките кои што владите ги преземаат, но макроекономски гледано овие две варијабли се клучни. Сега доаѓаме до првин што пораки упатија ММФ и Светската банка кон македонските политичари, односно носители на извршната власт, но и монетарната власт, која беше исто така присутна во Вашингтон, односно Народната банка. Кои се тие пораки што ги испратија до нашите носители на политиките? Видете, учеството на пролетните средби, на есенските средби кај на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка е клучен настан за носителите на економските политики. Зошто? Затоа што на највисоко ниво тоа се координативни средби, каде што се прават по
интерни дискусии за каква е состојбата во економијата, кои се идни чекори, не е тоа само за моменталната состојба, туку за на подолг рок каква форма на политики треба да бидат водени. Меѓутоа, од друга страна, овие средби се за да се добијат информации каква е глобалната состојба. Затоа што ние не сме изолиран остров. Ние во голема мера она што ќе се случува на глобално ниво, она што ќе се случува во Европа ќе се рефлектира и врз нашите политики. Ние не можеме да измислиме топла вода од аспект на каква форма на политики ќе интервенираме. Во голема мера треба да ги следиме она што се препораки на глобално ниво, каква форма на политики во кризни моменти треба да имплементираме врз основа на нашите капацитети и можности и за дизајн на политики и за фискални аспекти. Од она што беше споделено официјално, не може многу да се идентификува какви биле дискусиите на интерните дискусии и на Народната банка и на Министерството за финансии. Меѓутоа е многу јасно известно дека веројатно во фокус била глобалната криза и на каков начин глобалната криза би можела да се рефлектира. Но она што во јавноста воопшто не се дискутира за значајноста на овој настан на пролетните и на есенските средби е дека на овие средби генерално учествуваат делегациите на двете клучни институции, Народната банка и на Министерството за финансии, тоа е во глобални рамки, но многу помалку учествуваат други чинители. Не зборувам за чинители кои се медиуми, каде што се експерти, каде што се академска заедница, каде што се таа форма на чинители, туку зборувам и за други институции кои треба да креираат политики, кои ќе значат повисока конкурентност, кои ќе значат повисока продуктивност. Затоа што овие средби не се само индивидуални средби помеѓу најклучните институции, на овие средби се отвараат теми, се дискутираат теми кои треба да живеат во следните неколку години. Тоа е навистина одлична прилика за извор на идеи. Да, ама еве кај нас ние во нашата македонска економија и дури економската дискусија која што ја водиме е многу ограничена. Така, еве вештачката интелигенција визави работните места. Тоа е ставот на Светската банка. Една од пораките треба да се гледа продуктивноста за чување на работните места. Тоа го отворија Светската банка како дел од разговорот, но кај нас, например, министерот за дигитална трансформација не отиде, кој што би требало да знае отприлика што се случува на светско ниво, политичко светско ниво, за да знае од каде ќе плива, односно како ќе се развива целиот сектор на глобално ниво. Сега не зборам на компании, туку зборувам како економска категорија вештачката интелигенција. Дефинитивно тоа и ми е поентата. Например, оваа тема за како вештачката интелигенција ќе се одрази врз пазарот на труд и кои сектори ќе бидат засегнати. Тоа беше труд кој што на овие труд и еден од панелите кој што беше пред 2-3 години дискутиран. Значи, сега се дискутираат за друга форма можеби на теми и панели. Затоа, например, посетата и следењето на овие средби е многу значајно за инспирација. Да, но дали пропуштаме да ја прошириме, Министерство за труд би требало да отиде, за дигитална трансформација, други министерства кај што, например, Светска банка многу се интересира за човечкиот фактор, односно за човечкиот потенцијал во економијата и работните места, зачување на работни места, добри работни места, трансформација на работните места, сето тоа го работи Светската банка во изминатиот период, но никако не ги гледаме дека, например, Министерство за труд присуствува таму за да слушне што треба да примени овде во Македонија, бидејќи гледаме дека проблемот со човечкиот фактор во Македонија е сериозен. Да, на економија и труд, Министерството за социјална политика, демографија, млади, дигитална трансформација, значи тука има низа на носители на политики и креатори на политики кои што овие теми треба да ги слушнат. Меѓутоа исто така и нашата фела треба да биде почесто застапена. Нажалост, мислам, едно патување на вистин скапо, не секој може да го дозволи, не постојат такви средства.
меѓутоа сега е олеснета пристапот каде што во голема мера овие панели се пренесуваат и дигитално и секој не заинтересиран, меѓутоа кај нас се уште во јавниот дискурс ние сме заглавени во теми кои што се на основно ниво на преживување. Тоа е бруто домашен производ, основните макроекономски, бруто домашен Јавен производ, долг. инфлација, јавен долг, дефицит, капитални расходи ќе ги реализираме, нема да ги реализираме, и тоа се темите околу кои ние дискутираме. Минимална плата ќе ја зголемиме, нема да ја зголемиме, а темите кои на структурно ниво нас или ќе се поставиме на патека на повисока продуктивност или ќе се поставиме, ќе искористиме вештачката интелигенција или истата ќе не згази, овие теми кај нас не се дискутираат. Нажалост, јас не сум експерт во вештачка интелигенција, меѓутоа дефинитивно дека вештачката интелигенција и развојот на технологија може да даде значаен придонес и кон технолошкиот развој на економијата, и кон вкупната ефикасност, и кон вкупната продуктивност, дефинитивно се вредни за дискусија. Дали во суштина ние дискутираме, пред да одиме на вторава паза да ви го поставам оваа прашање, дали ние во суштина дискутираме на вакви теми, бидејќи одиме по линија на помал отпор, многу е лесно капитални инвестиции да ги вергламе нон-стоп, реализација, нереализација, да зборуваме за јавен долг, па да мериме безмалци во промили дали се зголемил или не се зголемил, но бидејќи за да се отворат суштински теми, суштински длабински теми како што се човечки фактор, продуктивност, да се тоа дека може и да се измери, дека тука потфрламе, дека ние имаме цели сектори што остануваат без работници и одма не фаќа паника, но не гледаме дека светот се менува и други сектори отвараат работни места кај што треба да се насочиме. Не е ни прв пат ни последен пат, например, сектори да изумираат, односно да се селат во некои други краишта, но зато кога ќе отидат некои сектори во други краишта, тука треба да дојдат некои други сектори каде што има потенцијал човечки. Некако како да сме затворени во самите себе. Што да правиме во вакви услови? Видете, ние ова е одраз на понудата и на побарувачката на информации. Ние децении назад сме заглавени во дневна политика. Што кажал премиерот, што кажала опозицијата, а суштинските теми на кои треба да дискутираме, многу малце допираат и до медиумите да бидат обработени, меѓутоа и до јавноста. Затоа што таа е понудата, побарувачката е на дневна политика, дали ќе се зголемат пензиите, за колку ќе бидат зголемени пензиите, дали ќе се зголеми минималната плата, за колку ќе се зголеми минималната плата. Ова се исклучително значајни теми, затоа што може би се и одраз на развојот и нивото во кое што во моментот се најдуваме. Во моментот најклучната потреба може би на граѓаните е како ќе обстанат во текот на месецот и затоа може би овие теми се најлесно пропулзивни во медиумите за она што ќе се дискутира. Меѓутоа, апсолутно дека ова е и како да кажам мана на вкупната економска фела, на понудата на теми која што ги генерира и на материјали која што се продуцира. Нажалост, кај нас економските теми и кои што значат подлабоки анализи, кои што значат допирање до вакви теми, веќе се поретки и поретки. Но доаѓаме до едно прашање, тука зборуваме, например, пензиите се важни за едно добро гласачко тело 334.000 гласачи, тоа беше последна бројка што ја знам. Интересни се но на крајот од денот има во државата и остат добар дел од луѓе кои што не зависат од пензиите. Минималната плата е важна, но ретко веќе што се вика 20, 30, 50.000 луѓе може би имаат, мислам дека се околу 20-30.000 луѓе со под минимална плата, но добар дел од живеат над минималната плата, но тоа го издигнуваме како големо прашање. Да, инфлацијата е важна за сите нас, но гледаме дека се издигнуваат прашања кои што го задушуваат јавниот простор. Тоа е многу точно. Ние во Financing веќе 7 година поред имаме платформа Компас на која што ги следиме владините ветувања. Значи, заминатата политичка гарнитура беа одследени, сега за ова се следат, започнавме со социоекономски ветувања, сега се проширени и на образование и здравство, меѓутоа втора година поред правиме анкета со граѓаните, каде што го мериме квалитетот на животот, кој аспект сметаат дека услугите се достапни, квалитетни, финансиски издржливи и кои се нивните приоритети. И резултатите се фрапантни.
на она што е политичко ветување и она што граѓаните им е потребно. Значи, она што беше дискутирано беа две мерки. Минатата влада минимална плата, тековната влада линеарното зголемување на пензиите. Тоа беа клучни мерки, а ние следиме 140 мерки кои што биле дадени во владините ветувања. Значи не е само една мерка која што е дадено ветување. Значи имаме 140 од не знам колку. Значи иако се тоа голема, но според анкетата што граѓаните зборуваат? Граѓаните оценуваат дека темата за плати на јавна администрација, на пример, не е клучна, не е приоритетна, дури не даваат поддршка за плати на јавна администрација. Од друга страна, на пример, темата за стандард на пензионерите многу повеќе се гледа низ призмата на услуги кои што пензионерите ги добиваат и врз основа на потребата за старски домови. Дали знаете дека во Македонија има само 4 старски домови кои што се јавни старски домови и каде што на таа услуга, колку услугите за стари лица преку старски домови ги сметате за достапни, ги сметаат за исклучително недостапни, ги сметаат за исклучително скапи и ги сметаат за исклучително неквалитетни. Така. Например, слична услуга, слично е побарувањето и за детски градинки. Истите не се скапи, можеби, немаат граѓаните трошок, меѓутоа не се секаде е достапни. Иако Значи висината на пензијата и минималната плата не се централно поставени барања. Оно што го Јавниот транспорт, например, едно од клучните јавниот транспорт и инфраструктура се перцепираат како клучни мерки кои што треба да ги добијат граѓаните. Јавниот транспорт беше предмет на дискусија само во пред локалните Да, и со тоа дека сега 100 автобуси ќе се набават, па на транши 30. Меѓутоа, сметам дека носителите на политики на вистина треба да започнат со адресирање на овие проблеми кои граѓаните ги чувствуваат како сериозен товар и како сериозна потреба, затоа што на крај на денот на вистина се сведуваме само на една-две дневно политички теми, тие ги дискутираме, околу тие се фиксираме и како гласачи, и како јавност, медиуми, така. медиуми. Така. Време е за втората пауза, па се враќаме за онаа за извештајот на мисијата на ММФ и за таргетирани мерки. Време е значи за втората пауза. Бидете со нас, не заминувајте. Се враќаме по кусата пауза. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, отсега и со нов вкус. Лимон. Кейкап. Ке сакаш уште. Витаминка. Да,
трета третина, последна третина од подкастот, разговараме со Благица Петрески од Finance Think, зборувавме за ММФ, зборувавме за политика, малце ја проширивме темата и со тоа што се обработуваме во јавноста, но исто така напомна дека централни теми и интерес на граѓаните не се само пензиите и минималната плата, напротив има и други многу важни прашања кои што ги тангираат, кои што воопшто не се комуницираат во јавноста и не се нудат како јавна дебата да се види како може да се подобрат, но сега ќе преминеме на оноа што сметам дека е исклучително важно за македонската јавност, тоа е извештајот на мисијата на Меѓународниот монетарен фонд, кој што беше некаде на крајот од март, почетокот на април, дадоа извештај и тоа мора да напоменеме, тој извештај е во согласно со владата, значи дадено е со нивен изим, значи се што стои таму, вика владата така е во суштина. А ако го видиме извештајот, вие спомнавте, има и позитивни работи, има и пофалби, но има и негативни работи. Мене оноа што посебно ме остави впечаток е дека може да порасне заради кризава јавниот долг, односно буџетскиот дефицит, а со тоа и јавниот долг. Значи беше проценето дека може јавниот долг да оди до 4,4% од БДП, односно буџетскиот дефицит, се извинувам, а не јавниот долг, за буџетскиот дефицит да порасне инфлацијата исто така, да гледа да бидеме во така непријатна состојба со цените. Што ни порача ММФ, бидејќи и они, колку што знам, имаа средба и со вас, како што имате и со други институции, но што ни порача во суштина она што е, од што треба да се плашиме? Видете, секогаш поглавје 4 на Меѓународниот монетарен фонд е доста реалистична слика за каква е нашата економска состојба. Она што е значаен придонес на ово извештај е тоа што не се задржува само на моменталната состојба каква е, туку оди малце подлабински, односно на што се базира ваквата моментална состојба и каква е перспективата на економијата, односно ги идентификува и јаките, ги идентификува и слабите страни, но исто така и дава многу конкретни препораки и насоки како да се обезбеди по здрава макроекономска состојба на земјата. Од оние позитивни аспекти кои што Меѓународниот монетарен фонд во ова поглавје 4 ги идентификува е солидниот раст за изминатата година 2025, каде што завршивме со 3,5% и каде што се смета дека ова е раст над потенцијалот на економијата. Меѓутоа исто така ги поздравува и напорите за намалување на инфлацијата, завршување со 2,9% и намерата 3,9% инфлацијата лани беше. За февруари месец зборувам, да. Да. Она намера ја поздравува намерата за фискална консолидација. Сепак, подлабински, Меѓународниот монетарен фонд смета дека ова е добра моментална состојба, но отпорноста и темелите на кои што се држи оваа основа е многу кревка, ако може во пластичен жаргон да се изразим. Сега тука Меѓународниот монетарен фонд продолжува кон какви ќе бидат ефектите од шокот, се задржува на фискалната консолидација, се задржува на структурните реформи. Ако одиме еден по еден, очекува дека Меѓународниот монетарен фонд очекува дека инфлацијата годинава повторно ќе се зголеми заради вкупниот енергетски шок и тоа не е за изненадување, тоа е секако во линија со сите оние проекции кои што беа направени и претходно. Од аспект на фискалната политика, смета Меѓународниот монетарен фонд дека има формално подобрување, меѓутоа ова подобрување не се темели на структурни промени внатре во рамки на буџетот. Односно, според Меѓународниот монетарен фонд не поздравува намерата дефицитот да се намали на 3,5 2025 година и намерата да стигнеме до под 3% 2030 година. Меѓутоа, предвидувањата се дека ако не се реализираат приходите, кои што во моментот се еден од критичните точки
дури пред овој шок и оваа криза, дека буџетскиот дефицит може да порасне на 4,2%. Зошто е ова еден сериозен ризик? Затоа што уште при дизајнот на вкупниот буџет за 2026 година, иако вкупните стапки на раст и на приходи и на расходи, па дури и на капитални расходи за прв пат, беа многу пореалистично проектирани, сепак основата на која што беа проектирани вкупните приходи е на многу високо ниво. Затоа што 2025 година проекцијата за раст на вкупните приходи беше 10-12%, што беше исклучително оптимистично сценарио и уште во декември 2024 година апелиравме дека ова е преамбициозно планирање. Оваа година од аспект на стапка беа по-оптимистично проектирани, но основата е многу висока, што значи дека ние сме под ризик дека оваа година вкупните приходи нема да бидат реализирани по таа стапка заради го разговаравме баш тоа тука со Маријана, го зборувавме 3,5% треба да пораснат приходите во 2026 во однос на 25-та, но реалноста покажува дека реалната очекување за порастот е 12,1%. Така беше. Тоа и толку е у суштина се очекува да пораснат оваа година реално ако се реализираат сите очекувања, но тоа е многу тешко. Да, и тоа е одма значи голем проблем. Голем проблем каде што веднаш автоматски значи дека буџетскиот дефицит ќе биде повисок од 3,5% и затоа Меѓународниот монетарен фонд порачува дека не треба фискалната консолидација да биде само на ниво на проекција, туку фискалната консолидација треба да биде на ниво на инфлација, на ниво на имплементација. И сега тука посебно нагласува ММФ дека потребна е поцврста контрола во растот на платите, во растот на пензиите, оние и други социјални односно други трансфери, не социјални, туку трансфери. Точки кои што нас ни се исклучително болни и тешки за имплементација. Затоа што ако ја погледнеме структурата на буџетот, нас вкупниот дефицит не е од структурен карактер. Нас не е цикличен карактер. Не значи дека ние оваа година имаме криза и имаме повисок дефицит. Ние децениски имаме структурен дефицит, што значи дека нас на континуирана основа не недостигаат средства на расходите во однос на она што го примаме. И зошто? Затоа што ако ги погледнете структурата на расходите, внатре во таа структура ви е исклучително фиксна. Повеќе од 1/3 се за пензии и за социјални доместоци. Ако ги додадеме и платите кои што се на јавна администрација, веќе повеќе од половина од вкупниот буџет е потрошен. Ако ги додадеме на тоа и трансферите кон општините, износот кој што останува за развојна компонента и капитални расходи е многу мал. Значи, ако ние сакаме да се доведеме до баланс нула, односно да немаме дефицит, тоа значи дека само фиксните трошоци треба да ги покриеме, ништо да немаме развојна никаква компонента. И многу е жално што капиталните расходи се резидуал во нашиот буџет. Значи, нас ни се потребни структурни промени во рамки на буџетот, за да забележиме фискална консолидација која е на структурни темели базирана. Сега, ние зборуваме за намалување од 3,5, да стигнеме до 3,5, веројатно годинава ќе видиме дали ќе биде 3,5. Јас сум скептик, но ајде да се надеваме дека ќе биде 3,5, но реков скептик, треба да стигнеме по 3 до 2030, убаво кажавте, но како кога имаме структурни проблеми? И што вика ММФ? Значи ги лоцира проблемите, но колку ние сме подготвени да го послушаме ММФ во вакви услови, бидејќи ние немаме аранжман со нив. Едноставно, они може да си кажуваат, еве рековме плати, пензии, трансфери име проблем име даночни ослободувања, широка палета на даночни ослободувања, проблем име и сивата економија и викаат намалете, направете ги структурните реформи, тоа се ни го порачуваат. И мислам дека ретко вака отворено
Според онаа што го следам, ваква отворена слика да дадат, бидејќи претходно владите многу се лутеа на вакви извештаи, па ставеа забелешки, па некогаш го ублажува. Мене ми изгледа ова неублажен извештај со сериозни забелешки. Како да дојдеме до структурни реформи во вакво случај кога гледаме дека главни теми ни се пензии и плати? Да, тоа е детектирано јасно, многу јасно во извештајот и тука нема што за лутина, ние ги дискутираме политиките. Значи, ова не се политики кои настанале во последната година, ова се политики каде што ние ги влечиме во континуитет и доколку сакаме на вистина да направиме фискална консолидација, треба да се соочиме со овие реални проблеми со кои што се соочуваме и да имаме и политичка волја и да ги собереме вкупните капацитети за тие реформи да се направат. Ние не можеме да побегнеме од тие реформи. Фактичката состојба е дека, например, пензискиот систем е секоја година се позависен од централниот буџет. Фактичка состојба е дека имаме демографски предизвици, каде што населението ни старее, каде што имаме иселување и очекувањата се дека оваа зависност и понатаму ќе расте, што значи дека ако се такви очекувањата, реформата на пензискиот систем не може да биде одлагана. Меѓутоа, додека таа реформа, колку и да биде болна, настане, ние мора да имаме одговорност и растот кој што се однесуваат на тековни трошоци во однос на пензиите да биде усогласен со моменталниот капацитет. Меѓународниот монетарен фонд јасно упатува дека усогласувањето на пензиите треба да биде во линија со стапката на инфлација. Понатаму, Тоа е еден фактор. Сега, добро, имавме линеарно, ќе заврши линеарното, мислам и дека заврши линеарното, сега од септември ќе одиме според важечкиот закон, законското, да, што го викаме, и ова е законско, мислам и линеарното, односно го враќаме тековното законско решение кој беше суспендирано со линеарното. Таму имаме два параметра, инфлација и бруто домашен производ. Да, имаме два параметра. Сега дали треба да го изфрлиме едниот параметар и да остане само инфлацијата? Видете, тоа е без разлика кој индикатор ќе биде земен предвид за усогласување, дали е тоа инфлација, дали е бруто домашен производ, дали се двата индикатора, во секој случај не е забелешката на Меѓународниот монетарен фонд повеќе од тоа да го напуштиме старото решение да се усогласува само кон инфлација, колку што е пораката дека треба да ги избегнеме оние адхок зголемувања и линеарно зголемување на пензиите. Затоа што кога се држиме до законското решение, без разлика какво и да биде, ние имаме јасна предвидливост, но од друга страна имаме валоризација на пензиите согласно на моменталните економски текови. Значи, ако расте инфлацијата, се усогласуваат пензиите, ако економијата расте, пензиите се усогласуваат во тоа темпо и ние не креираме дополнителен притисок врз буџетот, дека ние ќе треба да имаме дополнителни одлевања од централниот буџет кон пензискиот фонд, затоа што согласувањето не е во линија со овие параметри, со параметар на инфлација или со раст на економија. Забелешката на Меѓународниот монетарен фонд повеќе е кон адхок зголемувањата или линеарните зголемувања. Меѓутоа, во однос на пензискиот фонд, забелешката е многу поструктурна. Поструктурна значи дека пензискиот фонд мора да претрпи одредена реформа. Тоа не значи дека само е доволно да се ограничиме на ова усогласување. Не, реформата во пензискиот фонд треба да биде подлабока. Исто тука се и забелешките во однос на усогласувањето на платите на јавна администрација. Истите треба да бидат во линија со потенцијалот на економијата и инфлацијата. Тоа не го гледаме, нажалост, во последните години. Сите оние колективни договори предизвикуваат дополнителен товар и обврска, каде што пак отвара нови проблеми за раст на вкупни плати и така натаму. Рековте дека мора да се направат реформи. Зошто мора да се направат реформи? Сите па не мора да се направат, ќе си продолжи вака како што си е, ќе имаме дефицити цело време, ќе се задолжуваме, ќе се раздолжуваме нешто, ќе го билдаме јавниот долг, ќе го зголемуваме јавниот долг колку што ќе биде растот економскиот раст, во суштина нема да во процентуално да се зголемува. Зошто би морало? Мислам, ја не гледам политичка волја на никај власта, никај опозицијата дека треба да се направат сериозни структурни реформи, кои што се болни да се разбереме. Не гледам ни дека се води сериозна дебата, туку некако оставим. Зошто? Може да функционираат вака и во наредниот период. Сите влади што ќе дојдат понатаму. Па видите, јас
Не се согласувам. Ние може да функционираме, меѓутоа по која цена? Па добро, политиката не им е важно, нив им е да спроведат ветување. Во моментот трошоците само по основ на камати за долгови, сите долгови кумулирани се 6% од вкупниот буџет. Дали знаете 6% од вкупен буџет колкави средства се? Ние со тие средства може вкупно да финансираме развојни цели. Да Ама нема да финансираме, нема да финансираме, ќе бидат сретни гласачите и готово. Зошто би имале основа? На долг рок тоа не е одржлива патека. Ама тоа го викаме 30 години, па се одржуваме, гледаме. Не е така. Пред 30 години ние јавниот долг не бил под 30% од бруто домашен производ, денес ние 60%. Значи, денешната неодговорна политика и во минати 20 години неодговорна политика ја плаќаат тековни и идни генерации. Ако сакаме да бидеме одговорни граѓани, ние не смееме да продолжиме по оваа патека. Зошто да бидам одговорен кон нивнината кога сега ми е убаво во сегашноста и ги гледаме дека ако нешто се скрати. Не се согласувам ни дека ни е убаво. Ама како на 334.000 пензионери кои ќе им се зголеми пензијата им е убаво и викаат браво. Кога ќе се зголеми платата во јавната администрација 150.000 вработени викаат браво. Кога ќе се зголеми некоја привилегија ќе се даде или нема да се толерира сивата економија, дел од вработените и тоа викаат браво. Сите им е убаво. Па тоа е делумно и на тоа функционира, вкупната едуцираност и вкупната свесност дека ова се само краткорочни политики и ова е дневна политика. Дека Ама функционираме така. Па никако да дојде моментот на наплата. Зошто некој би верувал дека ќе платиме за 5 години, за 10, кога не сме платиле пред 10 години, пред 20 години. Не сме платиле и пред 5 години, на пример, кога викавме дека е лошо. Зошто да веруваме дека ќе платиме? Останува на нас да дискутираме дека тоа треба да биде направено и останува на волјата на политичарите дека во даден момент некој треба да истапи со посилни чекори, колку и да бидат непопуларни. Значи, било која од овие реформи нема да биде популарна и на отстрел ќе бидат сигурно клучните носители, дали е тоа министер за финансии, дали е тоа министер за економија и труд ако се чепне во дел од тие политики, дали е тоа министер за социјални политики ако се започне со доследна имплементација на законот за минимален гарантиран доход и оние кои откажуваат. Значи тоа не се популарни. Меѓутоа, јас верувам дека на долг рок вреднувањето, интегритетот на тие носители на политики ќе биде многу поголем во однос на министер кој што ќе носи популистички мерки. Барем во очите на економистите. Добро, ама не живее политичарот од очите на економистите, живее од гласачите. А гласачите сакаат да слушнат колку ќе добијат, колку ќе стават во джеп. Сепак јас сметам дека на долг рок, дури и на среден рок, ако се имплементираат политики кои значат структурна реформа. Тоа значи, не знам, оваа година нема да пензиски ги зедовме како многу актуелна тема, нема да продолжиме со линеарно зголемување на пензиите, меѓутоа дел од средствата ние ќе намениме за подобрување на животниот стандард на граѓаните, на таа постара категорија преку различна форма на услуги кои што ќе ги добијат. И на таков начин ние ќе го подобриме животниот стандард и ќе го почувствуваат бенефитот од тие реформи. Да се вратиме на ММФ. ММФ имаше исто така во поглавје 4 препорака до владата да не се носат широки мерки за справување со кризата. И сега доаѓаме до она што мене ме интересира, така што ќе го прокоментираме тоа зошто го кажува. И втори елемент, што се тоа таргетирани мерки. Што се она општи, робусни, што би рекол премиерот, на пример, што се преземат, но гледаме дека не треба да бидат робусни, туку треба да бидат онака како со пикадо гаѓање, точно во центар, односно во центарот или во 21 поен кај што се носи, точно 3 пати по 7, 20 кеца, односно да биде точно како што треба насочено. Што значи се ова, бидејќи гледаме и ММФ ни порача, нема простор за широки мерки. Што значат широки мерки или линеарни мерки? Линеарни мерки значат кога ДДВ-то од 18 го ставате на повластена стапка на 10% и тоа значи дека автоматски цената
данокот, по однос на данокот кој што треба да биде платен, цената ќе биде пониска или нема да се зголеми за тој износ кога ќе одите да точите бензин. Меѓутоа, кога ќе одите да точите бензин, тоа значи дека таа цена ќе биде иста и за оној кој што прави транспорт на стока и е клучен за економијата за да не ни се нарушат синџирите на снабдување, и оној кој што прави транспорт на превоз на патници, меѓутоа значи и за граѓаните. За кои граѓани? За сите граѓани. И оној кој што зема 2000 евра плата и оној кој што живее на минимална плата, ја плаќаат истата И цена. оној што се шетка Тоа од тоа што значи- се вика од ќеив, оди сето тој си троши, он пак добива привилегирано, а додека оној што сврзува со крај исто тоа го добива исто Тоа се линеарните мерки. Важат за сите еднакво, без разлика кој колку е значаен за економијата и колку може да плати. Таргетираните мерки од друга страна значат дека цената ја плаќаме пазарна, таа која што е, меѓутоа ние ќе ги потпомогнеме оние кои што се најзасегнати. Дали се тоа најзасегнати компании во рамки кои ни се клучни во моментот е земјоделие, можеби сите земјоделската активност е во моментот најклучна да биде заштитена затоа што е пролетна сеидба, затоа што трошоците кои што ќе бидат вградени во моментот на тоа производство може понатаму да се рефлектираат еден сектор, секако дека тука постојат и низа други сектори, транспортните, оние кои што вршат транспорт, индустрија. Меѓутоа, мерките ќе бидат насочени само кон конкретни сектори или дејности и ќе бидат насочени кон конкретни сегменти од граѓаните. Ако, например, идентификуваме дека имаме најранлива категорија на граѓани, имаме категорија семејства со повеќе детни семејства, каде и во моментот сиромаштијата е висока и постои ризик таа сиромаштија понатаму да се продлабочува, ние ги таргетираме нив. Во моментот, она што Меѓународниот монетарен фонд го препорачува, меѓутоа и домашната експертска јавност, е дека мерките треба да бидат исклучително таргетирани. Зошто е ова битно? Затоа што фискалниот простор ни е ограничен. Пари немаме, тоа сакате да кажете, фискален простор за сите што деснат, едноставно паре нема. Треба оние средства кои што постојат да бидат рационално искористени и да бидат користени во подолг временски период, а не да ги искористиме сега веднаш и на почеток, па ако дојде криза во тој случај ќе се чудиме што ќе правиме. Значи тоа е едниот аспект, а вториот аспект е дека ќе ги заштитиме оние кои најмногу им е потребно со ова криза. Меѓутоа, за да дизајнирате таква форма на таргетирани мерки, потребни се капацитети. Значи, потребни се капацитети затоа што правилно треба да се идентификува кој ни е најзасегнат, на кого и колку ќе биде помогнато, во која фаза ќе биде помогнато, и за тоа треба и време, за сето тоа да биде симулирано, треба и дополнителни капацитети во рамки на институциите. Затоа, во голема мера, владите прибегнуваат кон линеарна имплементација на мерки, особено на почеток, додека се купи одредено време за да се направат можеби некои пресметки, меѓутоа нас и ние да ова се четврта криза од имплементира. 2020 година, ние требаме да имаме изградено капацитет за таргетирани мерки, а гледаме дека повторно со ДДВ-то се отиде на широка линеарна мерка. Прашањето е дали ние воопшто можеме да спроведеме таргетирани мерки, бидејќи ние попис од 2 направивме, односно немаме добри бази на податоци. Тоа што го имаме го уништуваме, односно го враќаме на почеток. Например, во ковид кризата се направи одредени база на податоци, се собра, имаше дури и картичка дадено за да се користи, мислам, на пензионерите. Тоа можеше да се искористи таа сметка што постоеше тогаш да биде за социјални трансфери, за пензии, само на таа сметка да оди, па може и за државна помош да се оди. Милиарда работи се направија и милиарда работи ништо не продолжи од сето тоа, едноставно како адхок се донесува и никој не се занимава после тоа дека може утре ќе ни затреба некаква пресметка. Да, нажалост, нашата институционална меморија е многу кратка, не ги користиме доволно и оние капацитети кои што се навистина ограничени. И тоа е резултатот кој што го имаме во моментот. Единствена
оправдание во моментот за воведувањето на овој сет на линеарни мерки, особено во делот на ДДВ, е дека тоа влијаеше смирувачки на вкупните инфлацијски очекувања. На паниката, да. Меѓутоа пораката е јасна, дека овие мерки се само од краткотраен ефект. Значи, овие мерки може да бидат 1-2 месеци и тоа е тоа. Значи, не треба да очекуваме дека овие мерки треба да бидат во многу долг временски период и ние во секој случај треба да имаме во најмала рака дизајнирано сет на таргетирани мерки. Не значи дека тие мерки ќе бидат во моментот и веднаш активирани. Меѓутоа, треба да бидат комуницирани дека во оваа фаза ги имаме овој сет на располагање, истите се таргетирани, ќе бидат помогнати тие граѓани, ќе бидат помогнати тие сектори, тие компании, и тоа е нешто што во моментот очекувам дека владата треба да го преземе. Да, бидејќи следејќи ги изјавите на владата и на премиерот, се спомнуваат таргетирани мерки, значи не одат широко популистички да речат ќе ве спасиме сите, зборуваат за таргетирани мерки. Верувате ли дека имаме можности, дека веќе се подготвуваат вакви таргетирани мерки и имаме капацитет да спроведеме, бидејќи едно е и политичка волја да се има да се спроведат таргетирани мерки, бидејќи тоа ќе значи добар дел од граѓаните да останат, што се вика, без мерки и ќе треба да ја почувствуваат кризата врз својот новчаник, врз својот паричник. Но од друга страна, дали имаме? Значи, ние немаме ниту простор за линеарни мерки, од друга страна капацитетите за таргетирани мерки се ограничени. Меѓутоа, од претходната криза забележавме дека како кризата траеше, така секој следен пакет беше се потаргетиран и сега ние не треба да чекаме дека треба да имаме 5 пакети, па во петтиот пакет да интервенираме со таргетирани мерки. Не. Првиот линеарен сет на мерки треба да заврши и веќе автоматски треба да се премине кон таргетиран сет на мерки со јасен дизајн, јасен таргет и јасно временско траење, се со цел да се креираат јасни очекувања од другата страна. Меѓутоа, во ваква форма на шокови, граѓаните не треба ни да очекуваат дека сите ќе бидат спасени. Таква моќ не постои. Верувате ли дека е дојдено време за таргетирани мерки и дека треба линеарните да се прекинат? Линеарните во секој случај треба да преминат кон својот крај, односно треба да бидат укинати, а додека пак за таргетираните мерки треба да се започне постепено од оние кои што се најзагрозени. Ако понатаму кризата продолжи или ако проценката е дека овие ефекти ќе бидат пошироко појасни и нема да се задржат само на оние цената на енергенсите, во тој случај постепено да се воведуваат согласно на интензитетот на кризата. Веројатно и во мај ќе имаме последици од кризата. Дали треба со 1 мај, ајде да речеме, да завршат линеарните и да почнат таргетираните? Во овој момент, што го читам како информација, се продолжени истите за 1 месец. Меѓутоа, кризната помината, но ДДВ-то ќе видиме вратија на како го викате, на дизелот, остана на бензинот, значи дел враќаат нешто, акцизите се на друг начин регулирани со цената на дериватите на светските берзи, така што во голема мера ќе диктира дали ќе продолжиме со мерки и кој сет на мерки е какви ќе бидат случувањата и известноста за прекинот на конфликтот. Добро, значи да видиме што ќе се случува, но време е дефинитивно за таргетирани. Да, дефинитивно. И треба да ги има во владата. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Ви благодарам и на вас. Да, тоа беше се. Се гледаме наредната епизода, ќе зборуваме малце за работничките права, ќе зборуваме и за платите во јавниот сектор, зошто треба да се зголемат, иако еве денеска гледавме дека не треба така да се зголемуваат, дека има колективни договори кои што внесуваат, ајде да речеме, некоја магла во целата определување на платите на вработените, така што ќе зборуваме за синдикатот за плати, бидејќи ќе се емитува наредната епизода на 30 април, тоа е еден ден пред 1 мај, односно пред празникот на трудот, и да не забораваме, сите сме ние работници, има мал дел што се собственици, газди што ги викаме, но пред се сите ние сме работници, така што ќе биде добро да слушнеме на што сме и од овој аспект. Бидете ми добро, се гледаме наредната епизода. Тоа е тоа.